лаванда, цитрус, дрвенести ноти, цветни ноти, свеж, магнетното капаче. Погледайте. И здраво на сите парфемски љубители. Денеска ќе зборуваме за вашата омилена тема, а тоа се што? Се разбира клонови. Знаете ли дека денеска постојат парфеми кои што се скоро идентични на луксузните брендови, ама чинат многу помалце? Да. Благодарение на куќи како Латафа, Maison Alhambra, Arma, Al Haramain, Afnan, French Avenue, Fragrance Vault и многу други, можеме да уживаме во мириси кои што асоцираат на Dior, Armani, Gucci, Versace, Parfums de Marly, Louis Vuitton. И што е најинтересно, понекогаш клоновите може да бидат многу подобри од своите оригинали. Денеска ќе ви представам 6 клон парфеми кои што дефинитивно вреда да ги имате во вашата колекција и дефинитивно мора да пробате. Ако сакате да знаете кои се тие, останете со нас. И почнуваме со првиот парфем денеска на листата, а тоа е Maison Alhambra Salvo. Како што гледате по презентацијата, тоа е клон на Dior Sauvage. Сите знаеме дека Dior Sauvage е легенда, но зошто да платиш 150 евра кога со Salvo можеш да добиеш од 80 до 90% исто искуство, а за 10 пати пониска цена. Се отвара со свеж бергамот, пиперка, потоа доаѓа лаванда, а броксон што го прават модерно машки, модерно секси. Највише што ми се допаѓа од све е магнетното капаче. Погледате. Како да се носи? Па, буквално кога сакаш. Дали на работа, факултет, излегување, со друштво, било каде. Трајноста, искрено од 7 до 8 часа, со силна проекција во првите 2 часа. Но слободно прснете 5-6 спреја повеќе на облеката и ќе трае до 10 часа. Мој совет, ако сакаш да мирисеш како рок звезда, ова е твојата буџет опција. Maison Alhambra Salvo. Втор парфем денеска, што ќе го представиме, е еден од најпознатите, најубавите според мене, Латафа Кает Алфурсан Антейм. Ова е клон верзија на Versace Eros Najim. Ова е тие парфем за шарм и завад. Антейм е буквално арапската верзија на Ерос. Замислете си свежо јаболко, нане, мешани со ванила и амбер. Буквално енергична и секси комбинација. Јас прв пат кога го купив бев скептичен, не бев сигурен дали ќе биде тоа, но верувајте ми дека нема да погрешите. Презентацијата му е перфектна. Има исто магнето капаче како класичната верзија на Кает Алфурсан, но овој е многу подобар. Може да се носи по клубови, журки, љубовни состаноци. Спреерот му е окей. Трајноста му е од 6 до 7 часа, ама во првите 2 часа буквално те обвива облак од свеж и убав парфем. Ако Versace Eros Najim ви е прескап, овој ви е вистинската замена. Кает Алфурсан Антейм. Трето место е еден од најхајпованите парфеми на TikTok и на YouTube. Тоа е Латафа Асад. Ова е еден од најдобрите клонови на Dior Sauvage Elixir. Едно од најголемите откритија на светот на клоновите. Sauvage Elixir е врвна машка арома, ама чини премногу пари. Верувајте, 60 мл 200 евра, што е многу. Асад е одлична алтернатива. Топол, зачинет со ноти на цимет, лаванда и амбер. Писа мажевно. Спреерот, окей, доминантно и има таа тежина што ја чувствуваш во просторијата. Може да се носи во студени вечери, свечени настани, моменти кога сакаш да имаш авторитет и кога сакаш да бидеш секси. Трајноста му е од 8 до 10 часа со силна проекција во првите 2-3 часа. Ако сакаш парфем што ќе да напред изгледаш како бос, ова е тој. Латафа Асад. Четврти парфем за денеска е нешто многу поразлично. Латафа Vintage Radio. Клон на Initio Paragon. Ова е малку поразличен играч. Initio Paragon е ниш парфем со многу уникатен карактер, а Vintage Radio е неговата достапна верзија. Мирисе како смиреност и мистерија во едно, со лаванда, цитрус, дрвенести ноти, цветни ноти, свеж, секси и убав. Може да се носи во вечерни прошетки, романтични вечери, па дури и за медитација. Спреерот на овој парфем е
одличен. Трајноста му е 7 часа. Знаете дека свежите парфеми трајноста им е малку помалку. Овој парфем е за луѓе што знаат и што сакаат нешто поразлично, но не да бидат како сите исти. Латафа Vintage Radio. Место број 5 или петто место, според мене, најгадното шишенце што е можно да биде направено. Al Haramain de Tour Noir, клон на парфум за Марли Лейтон, али тоа што е внатре е просто без зборови. Лейтон е еден од најбараните ниш парфеми, познат по својата топла, сладка и заводлива арома. De Tour Noir буквално ја носи истата магија како него. Јаболко, цимет, кардамон, ванила, коктел што освојува. Верувајте ми дека овој и парфум за Марли Лейтон никаква разлика. Може да се носи зима и есен, вечерни часови, кога сакате да оставите баш траен впечаток. Трајноста му е од 8 до 9 часа, а на облека 10+. Ако сакате да ве запамтат по мирисот, ова е правиот избор. Al Haramain de Tour Noir. Дислайк за шишенце. И шесто и последно место за денеска, како што и претходно спомнав дека постојат клонови на Louis Vuitton, да, тоа е Grandeur Soaked Sun Exclusive. Презентацијата едно на едно со Louis Vuitton. Louis Vuitton Imagination. Ова е тоа. Е еден од оние мириси што зрачат со луксус и елеганција. Цената на Louis Vuitton, бого да не знаете. Soaked Sun Exclusive Grandeur 20 евра. Дава чувство на свежина и софистицираност. Цитрус, чај, амбер, цветна арома. Може да се носи од лето, топли денови, патувања кога сакате да бидете свежи и убави. Трајноста му е од 6 до 7 часа, но доволно за една авантура. Со овој парфем ќе мирисате како да сте слетале директно од прва класа. Grandeur Soaked Sun Exclusive. Тоа беа моите 6 најдобри клон парфеми кои што можете да ги најдете денес. Со нив добивате луксузно искуство по многу пониска цена, а понекогаш и подобра трајност. Кажете ми во коментар кој од овие беше ваш омилен и дали имате некој што сакате да го презентираме нареден пат. И се разбира, ако ви се допадна видеото, ставете лайк, ставете subscribe, зашто има уште многу што да се види. Бидете добро, peace.